Почитувани граѓани, почитувани медиуми, страшната трагедија во Кочани во која загинаа 59 луѓе повикува на неселективна и темелна истрага за лоцирање на одговорност. За жал, од досегашниот тек на истрагата гледаме дека се води селективно и не се опфатени актуелните функционери и службеници, иако биле на функции на денот кога се случи трагедијата. Како тоа, тие кои се директно одговорни за безбедноста на самиот настан во Бирото за јавна безбедност и Министерството за внатрешни работи, во ОВР, Кочани и Штип, како е можно тие да не се опфатени со истрагата? Законот за јавни собири јасно определува кога и за какви настани полицијата има обврска да постапи и да превенира. Доколку институциите постапиле согласно своите законски обврски, на терен ке имало присуство на противпожарна бригада, брза помош, адекватен број полициски службеници и сите неопходни безбедносни протоколи за ваков тип на јавен собир. Се поставува прашањето како е можно да не се истражуваат лица кои вечерта биле на одговорни позиции со законска должност да постапат, но не го направиле тоа. Понатаму, зошто актуелните директори на ДПИ и на УЈП не се опфатени со истрагата? Истражниот процес, кој мора да биде непристрасен и целосен, се претвара во инструмент на политичко калкулирање. Се заштитуваат позиции, се менуваат стратегии. Пред само неколку недели, јавниот обвинител беше под притисок за разрешување и тоа директно од Мицкоски. Владата започна постапка, се вршеа јавни напади, се создаваше јасен наратив за негова недоверба. Одеднаш пресврт станува потребен, постапката е стопирана, Советот за јавни обвинители не заседава, а Мицкоски повикува да му се даде шанса. Кога обвинителот од неподобен станува подобен, а истрагата ги допира само оние од минатото, тогаш е јасно дека неселективна правда не може да се очекува. Сада сама почитувани нема да молчи. Ние нема да го ставиме јавниот интерес во рацете на политичари, што правдата испорачуваат според нивната политичка потреба. Повторуваме, секој кој има одговорност мора да одговара, без оглед на политичка припадност или моментална функција. Мицкоски треба да знае, граѓаните на улиците се борат токму против ваквиот систем, против овие влијанија, неодговорност и селективна правда. Ова е сршта на проблемот. Семејствата на загинатите не заслужуваат таква истрага. Македонија заслужува вистина и целосна одговорност за сите. Се друго ќе значи до уништување на и така малата доверба на граѓаните во државата. Ви благодарам.